Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На 3 јануари му завршува криминално-политичката кариера на Зоран Заев. Зоран Заев паѓа од власт и тоа е реалност исто како што вртоглаво паѓаат рейтинзите на анкетите на Зоран Заев и на СДСМ. Заев е очаен и тоа не може да го сокрие од целата јавност. Заев е детронизиран човек кој не може да ги сокрие омразата и очајот и продолжува со навреди и лаги. Дојден му е крајот. Никој, ама баш никој, не им е крив на Заев и СДСМ за неуспехот, за тоа што рекетираа, што крадеа, што малтретираа, што лажеа, што нанесуваа неправди, што ветуваа, не можеа да остварат се што ветија. Ниту граѓаните кои бараат честност, визија и посветеност, ниту ЕУ лидерите кои бараат реформи и сериозност, ниту пак ВМРО ДПМН која целиот период наназад укажуваше за целиот криминал и погрешниот пат кој го оди Заев и власта. Свесен за очајната ситуација во која се наоѓа Заев, избезумен што му дојде крајот на неговите лаги, бараш избори на 27 декември, замислете во петок, нарекувајќи ги брзи избори. Зоран Заев, под превезот на така наречени брзи избори, сакаше да го изигра законот и да не го испочитува Пржинскиот договор, односно да ги скрати роковите кои ги припишува Пржинскиот договор. Предложено беше веднаш да се распушти собранието и да се оди на првиот датум за избори согласно 100 дена пржинска влада, но и тоа го одби Зоран Заев. Единствена причина за избори без техничка влада, односно со скратени рокови, беше причината да украдат волјата на граѓаните исто како што го направија тој минатите циклуси, со нерегуларности за кои се поднесени кривични пријави, а како што знаете се уште нема никаков исход од страна на обвинителството. Но и тоа ќе биде предмет на ревизија и некој ќе сноси одговорност откако ќе се смени власта. Затоа ВМРО ДПМН принципиелно и согласно законите издействува предвремени парламентарни избори согласно Пржинска влада, каде што Зоран Заев од 3 јануари оди во историјата и веднаш потоа има 100 дена техничка влада. Не смее никој повеќе да се игра со волјата на граѓаните, затоа што ова е шанса за иднината на граѓаните и на државата. Почитувани, не чека многу работа, сите заедно да ставиме крај на ова зло што ни се случуваше изминатите 2 години. Не чека многу посветеност и многу влог да ги залечиме раните од владењето на најнеуспешниот и најлажливиот премиер во историјата на Република Македонија, тоа е Зоран Заев, и владењето на најнедржавничката партија СДСМ. Почитувани, не чека обнова на Македонија и таа ќе се случи после 12 април од страна на новата влада предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова на Македонија. Имаме тим, имаме план и визија, имаме и програма. Знаеме како да го реализираме тоа и сите заедно ќе успееме.